Денешната приказна говори за тоа како се гради храброст кога се друго се распаја. Кога основите на домот се несигурни, кога институциите те забораваат, кога загубата е толку голема што е тешко да земеш воздух. Кога храброста веќе не е избор, туку единствен начин да преживееш. Приказна за тоа како една девојка со надчовечка енергија и дух кој не може да се скрши, влегува во борба со систем кој повеќе носи болка отколку што лечи. Ова е приказната на Менче, девојката која прво го изгуби светот, за потоа самата да стане светлина. Но пред да започнеме со денешната епизода, би ве повикал да се претплатите на каналот, да ја поддржите нашата работа, а за возврат, наша обврска ќе биде секое наредно видео да носи нова вредност за времето кое што ќе ни го посветите. Ако е тоа во ред, да започнеме со приказната на Менче. Твојата приказна не е лесна ни за слушање, ни за кажување. Јас неколку пати ја слушнато и морници ме лазат што повторно треба да ја слушам и се надевам дека ќе издржам. Фала ти што си денеска тука. Фала ти за храброста и навистина она што си денес мене ме импресионира многу. Жената, девојката да кажеме во која што успеа да се изградиш и фала ти што ја пренесуваш несебично својата приказна и својата енергија. Да, фала ти пред се на тебе за тоа што ме покани, за да ја раскажам својата приказна и другите да ја слушнат на некој начин, па се надевам дека ќе мотивира, ако ништо друго. Стаменка Трповска. Точно така. Или Менчи Мортал, така си попозната Да. во тоа некој комјунити наша. Хајде да почнеме вакви приказни, обично се раскажуваат од самиот почеток, па јас би почнал токму од таму. Може ли ми кажеш кои се твоите почетоци, од кај доаѓаш, од кој дел од Скопје, какво беше детството, каков беше животот пред да влезеш во таа некоја животна бура која што понатаму следуваш? Па вака, генерално доаѓам од Ченто, таму го поминав детството, повеќето од годините, а после се преселив во центар, каде што еве веќе скоро 10 години живеам. Детството беше веројатно поголемиот дел на децата, забавно. Многу се дружев со брат ми, каде што нонстоп идевме заедно сегде и спортови и трениравме заедно и слично. Значи вие сте поголемо семејство, од она што јас знам дека имаш и брат и сестра. Да, Значи 5 петчлена семејство. Да. Значи доста вака интересно разиграно. Од она што кажуваше дека си била доста спортски активна во тие млади години, дека повеќето и со машки си се дружела, значи нонстоп на улица, едноставно си била активна доста, да кажеме. Да, дефинитивно. Спортот ти бил исто така многу близок, си била активна во повеќе спортови, но имало ли некој спорт, да кажеме, посебно што те привлекуваше во тој период? Па да, примерен беше кошарката. Јас тренирав 3 години. Иначе умало игравме со брат ми фудбал, така да и тоа прилично добро го владеев. А иначе генерално кошарката ми беше и ден денес ми е се уште љубов. Така да бев посветена додека не се случи една спортска повреда каде што после тоа цел живот се смени и веќе почна да тече во многу поинаков правец. Значи тој момент и таа спортска повреда е нешто што во денешната приказна ќе се отсликува многу пати и мене, од кога слушнав што све имаш поминато, значи постојано ме враќаше на тој момент. Може ли ми кажеш зашто се работи, како се случи, која беше повредата, која беше баналноста на повредата и како влезе во лавиринтот на македонското здравство? Да, баш во лавиринтот. Иначе, јас ја повредив ахиловата тетива на левата нога, каде што беше многу банална повреда. Дори не се ни сеќавам конкретно како се случи. Мислам дека ми имаше удрено еден соиграч во тетива, немав некоја генерална болка во тој момент, но после одредени денови почна да се јавува болка, оток и слично, каде што
прво нешто што ќе направиш е или ќе одмараш од тренинг или ќе стагнираш така помалце нешто ќе заиграш и слично. Но кога веќе се сериозно стана болките, нели, прво нешто што ќе направиш ќе отидеш на лекар. Да, но тоа не е значи ти не си ја скинала тетивата, туку Не. на некој начин повредена. Повреда, да. Површинска, како да кажем. Да. Добро. И во текот на деновите болката станува неподнослива и ти решаваш да посетиш доктор. Да. Почнува, како што реков, и да потекува, каде што веќе сериозно сваќаш дека треба да се види, да види доктор, да направиш некои испитување и слично, да се види каде е генерално проблемот. Но јас тогаш, ова збориме за 2006 година, каде што јас имам 12 години, одиш на лекар, сваќаш дека всушност таму те третираат како дека ништо не е битно. Ти вика дека ништо не ти е, мене доктор ми кажа дека као дали сакам јас да растам, не знам што значише конкретно тоа за тетивата, веројатно дека бев малечка, дека бев дете. Како мислиш дали сакаш да растеш? Па така кажа докторот уште ден денеска, ја памтам таа реченица, изгледа ти не сакаш да растеш. И уште ден денес не ми е јасно што значише тоа поврзано со тетивата, каде што не се ни знаеше дали е всушност тетивата повредена. Туку јас само знаев кај ме боли. Позади во делот на зглобот од задната страна, каде што всушност се наоѓа и ахиловата тетива. И сакаш ли да растеш? Мислам, колку Па деве пораснав, фала Богу. Така да... Мислам, не, тоа е фрапантно. Мислам, значи, банално е такви изјави. Сакаш ли да растеш и тебе не ти даваат третман? Да, значи, не ми даваат конкретен третман. Не ти даваат третман, не ти даваат диагноза, значи ти се враќаш со повредената нога дома? Да, заради тоа што ти викат ништо не ти, ајде ставај облоги, ќе ти помине и слично. После тоа ти ставаш облоги и поминува време, поминува денови, недели, сваќаш дека всушност повредата е многу посериозно од тоа што и докторот мисли, а и мислам и јас или моите родители. Така да после тоа одиш еднаш, два пати веќе и се откажуваш. Заради тоа што таков однос од некој што треба да тебе да ти даде доверба, да ти му веруваш, да сватиш дека всушност тој е тука за да ти помогне, тоа се губи. Во тој момент кога некој такви работи ќе ти каже, се губи таа доверба помеѓу пациентот и докторот. Заради тоа што ти не гледаш дека тебе некој те третира како човек, туку те третира како бројка. Да исполни бројка, не знам, норма нечија, не знам. Добро, значи, окей, збориме за 2006-та, здравството е сега лошо, тогаш било 10 пати полошо. Докторите се, нели, немаат услови, незаинтересирани се, тој морал кодекс и така натаму, да не ги спомнувам тие работи, воопшто не постојат во тоа време. Да. Значи, ти си бројка, тогаш. Значи, ти си најобична бројка, не си ни од тие поубавите бројки. Значи, да. Ти си обична статистика која што го гледаат 12 годишно девојче, се жали на болка во тетива, значи никој тоа не ни размислува каков импакт би можело да има врз својот живот, а се докажува дека ќе има страшен импакт со големи трошоци, големи последици врз разни делови од твоето тело. Како прераснува таа повреда од повреда во тетивата? Прво, како се развива повредата? Дали има инфекција некоја? Што се случува на тоа место? Па не, инфекција барем во тие неколку години, каде што јас стагнирам буквално, значи се откажувам од кошарка, прекинувам да вежбам, прекинувам со најобични, нели, детски работи. Пробувам јас да најдам начин да нешто направам, а да не ја оптеретувам тетивата. Но не е секогаш изводливо тоа, особено кога се работи за спорт каде што тебе ногата ти е 100% потребна, а не можеш ти да штедиш нешто. Но небитно, после тоа само стагнираш и тоа си тлее так. Ако не вежбаш, не е воспалена, ако вежбаш е воспалена и так. Облога ќе одмараш и така нешто малце поминува.
Но последните, ајде да речем, година дена или две, како му доаѓа, сериозно веќе почна да потекува, да се воспалува, да не можам веќе да ја издржам и слично. Значи, тука не постои, например, да те пратат на физикална, нема совет да идеш на физикална, да ти прават вежби, или ти да правиш вежби. И некои основни работи нема, туку само стагнираш. Да, мора да спомнам и твоето семејство, значи луѓето кои што се околу тебе и кои што ја следат таа цела ситуација и покажуваат фасцинантна незаинтересираност за целата таа работа и игноранство, значи буквално како да се дел од системот. Да. Како да немате некоја посебна врска, како да не сте семејство, како да не си ти нечија ќерка, дете и така натаму. Буквално си уште една бројка и на последното место кај што не треба да бидеш третирана како бројка. Па да, тука се случува, мислам, зашто стагнирам јас како 12, 13 и 14 годишно девојче, тоа заради тоа што моите не се залагале толку многу за да го решат проблемот. Туку виделе дека ајде нема да вежбам, па мене ќе ми биде малце подобро. Но не е тоа решение. Ако имаш ти болка, имаш проблем. Болката е тука за да се реши, не да се остаи да тлее. Но не знам што да кажам, мислам сега не можам да влезам во тук некој мозок без разлика што тие биле мое семејство, но Па не мораш да да. влегуваш, тоа веќе е јасно е што се Меѓу размислувало. другото, меѓу другото, да. Нема што да влегуваш. Да. Како се развиваше таа повреда и каков беше импактот врз останатите делови, затоа што ти веќе почнуваш после некој време и да кривиш, така? Да, сериозно почнувам да кривам, каде што веќе буквално ми се искриви самата нога. После морав да идам на одреден период на штаки, среќа беше краток период, но одев. Измеѓу тетивата, додека не ја решам, јас го повредувам и лактот, каде што исто така банално паѓам, па потоа се случува да направам 2 операции. Кажи ми како го повредуваш лактот? Спортот. Жонглирајќи во мало, ја газам топката, склочениот зглоб го виткам, на него ништо не му е, паѓам на дланка, го набивам лактот некако, одам во градска болница, таму ми прават рентген снимка, нормална процедура. После тоа ја гледаат истата рентген снимка, каде што не може да констатира дали е скршен, дали е пукне, дали ништо не ми е и само решаваат да ми ја фиксираат месец дена во гипс. Каде што после се воспоставува дека не требало толку време. Зошто? Што бил проблемот со раката? Што уствари се случило? Па, они се уште не можат да откријат, без разлика што јас направив 2-3 снимки, рентгенски, не можеа да откријат што е всушност проблемот, заради тоа што цело време се вртеше на тоа пукнати е, скршанти е, ништо не ти е. На крај испадна дека ништо не ти е, јас месец дена бев во гипс, каде што мене скрос ме се укочи лактот и не беше возможно ја да го исправам, ни екстензија, ни флексија, ни ротација немав. Тоа се случи само заради грижата или негрижа, како да речем, на докторите, каде што јас кога одев да им кажам дека мене константно ме боли после тоа лактот, добив одговор само ништо не ти е, ајде оди си дома, нешто тој стил. Значи тебе ти ставаат малтене гипс на место кај што не треба да имаш гипс и ти ствараат проблем кај што нема проблем. Да, генерално така се деси на крај. Заради тоа што поради тоа што раката ти била во таа позиција месец дена, тебе ти се укочила раката. Да. Цел зглоб се укочи, а всушност јас сум немала скршеница за да морам јас месец дена да држам гипс. И заради таа негрижа на докторите, јас дојдов до ситуација да направам 2 операции. Каде што и ден денеска заради таа лекарска грешка. Зошто операции? Па заради тоа што мене всушност ми биле повредени меките ткива. Каде што меки ткива можеш многу полесно да ги подобриш отколку да ставиш нели гипс, заради тоа што гипсот се става на скршеница генерално. Да. И се случи тоа каде што они едноставно рекоа дека ништо не ти слободно оди си дома. Јас ги молев да ме пуштат да идам да ми дадат нели упут за да идам на физикална, бидејќи веќе на јас заради тетивата, заради цел тој процес на одење по болници, јас сватив веќе
каде одам и што се конкретно треба да правам после некоја повреда, се учи човек. И сваќам дека јас треба да идам на физикална заради тоа што зглобот гледам дека не е функционален. И му викам на тој докторот тогаш, дајте ми да идам на физикална, тогаш добивам одговор као ти немаш потреба да идеш на физикална, само стари луѓе идат на физикална. Значи, Тебе ништо не ти е. ти го иницираш муабетот. Да, јас го иницирам. Во тој момент, мислам, што се случува пак кај дали си ти се уште сама во целиот тој процес? Да, тогаш кога отидов и бара физикална да ми дадат, да, бев сама. Само што после тоа му се јавив на татко ми и му кажав као сам плачејќи се јави заради тоа што јас имав огромни болки во лактот. И му реков дека всушност они не ми даваат да идам на физикална. И тука е едино нешто што имаш, ајде да речем, некоја грижа и некоја совест од татко ми, тоа што самиот иницираше дека ајде јас ќе те однесам на физикална. Мислам отидовме на матичен и сето тоа како нели процедурално треба да биде. Така да од тука све започнува со операции. Од тој некој момент. Океј, кога ја правиш првата операција? Првата операција ја правам непосредно после повредата, значи некои 2-3 месеци од повредата, тоа збориме за 2011 година. Ја правам во државна болница, каде што пробуваат, бидејќи јас не можев да исправам, пробуваат да ми ја исправат раката. Добро. Каде што на крај се воспостави дека не е успешно. Заради тоа што после јас не можев да вратам назад. Не можев да свиткам. А они ти ја исправија? Скрос ја исправија, да. И не можеш да свиткаш? Да, после не можев да свиткам, да. Почнав јас многу да идам и на физикални и се таму правеа се. Мислам, немам збор за завод за физикална медицина во Скопје, едно од најдобрите места каде што човек треба да се третира. Ако збориме за нели државна институција. Добро. Тоа е мислам тоа е неуспешна операција. Па не е успешна, да, не е успешна. Носи некоја одговорност за тоа? Некаква види, операцијата не може зашто мислам не може никој да носи одговорност, но одговорноста требаше да се бара начално од докторот во градска болница, каде што сам пред се да нагласам, јас зборам за постар доктор, не зборам за млад. Па да речам, ајде не искусен, сега учи и слично. Че збориме за многу постар доктор. Така да, јас, кога, особено у денешно време, кај што ќе видиш ти постар доктор, ти сваќаш дека тој човек е искусен. Тој човек знае како да треба да се постави со пациентите. Па очекуваш да знае. Мислам, очекувам, да, нормално. Очекуваш да има поголем авторитет, поголемо знаење, да знае да се постави сите тие работи некако треба си дојдат, ама еве во случајов во твојов, значи, океј, решаваш, не решаваш, току следува втора операција на лактот после тоа? Да, следува после 3 години всушност, значи ова 11. Значи ти 3 години одиш со укочена рака? Па да, и континуирано одам на физикална. 3 години? Па да, генерално да. Заради тоа што пак ќе нагласам, јас трпам болки. Јас сум во тој период каде што веќе сум средно и јас учам музичко. Јас свирам гитара и клавир. Мене раката ми треба за тоа. И јас се трудам да најдам решение да си ја вратам раката во нормална позиција. Како свиреше, како ја користеше раката укочена за Па јас морам да нагласам, бидејќи имав многу големо разбирање од професорите. Па добро. И од се останато јас полагав буквално со една рака. Значи јас само полагав инструменти со лева рака. Тоа мислам дека никој никогаш не го дозволил, нит па го полагал. Јас стварно имав големо разбирање. Заради тоа што такво нешто има многу последици. Мислам, пред се за мојот живот, а и за тоа да треба јас да полагам испити и слично. За моето школување. Така да успеав некако тоа да го средам, завршив што завршив, но 2014 дојдов до момент да најдам доктор преку други доктори кои фала Богу се многу соодветни во македонското здравство. Да ми предложат дека доаѓа словенец доктор, каде што прави единствена артроскопија на лакт.
во Ремедика тогашна, кај доктор Боро Илиев, преку него, каде што таму 100% успешна беше операцијата. Но, последиците се тие. Они мора да скратат меки ткива заради тоа што беа уништени, мора тој синовид да го извадат, цел тој зглоб да го исчистат. Јас имам дома снимката од операцијата, тоа беше страшно внатре што се дешавало. Така да, после тоа јас прекинувам со болките, но продолжувам физикална, но не успеваме ние да добиеме ни флексија, ни целосна екстензија на лактот. Во каква состојба ти е моментално раката? Моментално е функционална скроз, но не можам да исправам скроз. Ни флексија, ни екстензија. Значи буквално имам као некоја кочење во самиот лакт. Тоа ти е таму ти е закочено? Да. Толку. Но скроз е функционална, мене тоа ми се свиѓа, не се гледа, естетски барем. Така да, една приказна веќе ја завршувам 2014 година. Таа приказна почнува толку банално. Све е Значи, банално. ти излегуваш како девојче да си играш на улица, газиш на топка, паѓаш на рака, нешто што многу често се случува. Се случува на секој, минимум по неколку пати во животот. И од една таква банална ситуација ти завршуваш со делумно функционална рака, да кажем, во одреден дел, до крајот на животот. Поради тоа што докторот, постариот доктор, со авторитет, со знаење, со све она што би требало да го поседува, ставил гипс таму кај што не треба да стави. Да, заради тоа што, пак ќе дојдеме до тоа да јас бев само една бројка. Што се случува со ногата во целото време, со тетивата? Да, тетивата се стагнира, нема некои драстични болки, иако се појавуваат, но пак ќе се навратам на Завод на физикална медицина, каде што всушност таму што е физиотерапевт, што ме водеше за лактот континуирано. Значи, човекот дури ми се јавуваше и дома кога он живее во Куманово, кога ќе поминуваше од Ченто, да ми се јави да дојде да види како е лактот и се. Значи, таа посветеност која треба сите со медицински факултет да имаат, а ја немаат, Горан Саневски, физиотерапевт од Завод за физикална медицина, има максимално. И еден од малкуте луѓе што јас можам слободно да кажам дека ми го спасили животот. Заради тоа што лечејќи го он лактот, правејќи се да јас добијам функционален лакт, он открива дека всушност ахиловата тетива не е повредена, туку се работи за нешто под ахилова тетива, која се вика бурса, каде што само тоа било воспалено. Че тоа можело исто така многу лесно со физикална на почетокот да се истретирало и да завршила таа приказна за многу брзо време. Наместо се влече со години во твојот живот. Апсолутно. Не само што се влече со години, туку остави последици. Какви последици остави? Значи, тие 6 години јас кои ги поминав со тетивата и тоа кривење, мене ми го, ајде да речем, повреди или распадна колкот. Дојдов до коксартроза. Заради тоа што јас имаше периоди кога многу кривев. А бидејќи збориме, јас сум многу хиперактивно дете. Јас многу сакам све да правам. Тогаш сакав многу да играм, да пешачам, да све што едно дете сака. Види, ти се уште имаш таа енергија. Апсолутно. Значи, тоа може да се примети, ама значи окей, пак луѓето околу тебе, значи гледаат дека како реагира кога им го соопшти моментот, изразот на лицето ме интересира, кој им го соопшти моментот дека ти заврши со раката, значи дека постигнато е конечно решение, дека конечното решение е дека ти ќе бидеш делумен инвалид во раката. Значи која беше нивната реакција? Имаше ли тука некое разбирање, некое, како да ти кажам, значи за твојата состојба, за тоа што тебе ти се случува? Па, јас веќе ги имам заборавено тие моменти, мислам не се ни сеќам реално, али
Немаше некој многу сега експреси на Емпатија, не, на не. сочувство, на Види, јас верувам дека имало негде скриено зад нели нивните лица и слично, но нешто да беше тоа екстремно да се види, не. како експресија да ти Не, вака да стигна до тебе, не се сеќаваш на такво нешто. Не, јас како и ден денеска, така и претходно, особено кога се работи за здравството, јас сегде одев сама. Јас све правев сама. Јас ова што сум денес го достигнав само заради тоа што правев сама. Јас се борев сама. Точно тоа, значи сакам да го потенцирам тој момент за тоа што твојот успех и она што си денеска е 10 пати поголем од она што изгледа баш поради таа причина што имаш све направено. Што во едно такво дисфункционално семејство кај што луѓето колективно тонат. Значи они не само што ако не помагаат, они имаат и тенденција да повлечат надоле заедно со нив. Да. И последно нешто што очекува човек, да кажеме, во македонско општество и во македонско семејство е да едно девојче само излезе, го победи своето дисфункционално семејство и да почне да се бори со дисфункционален здравствен систем. Да. Тоа е последно нешто што очекуваш. И последно немаме ја друг доказ, не знам за такво нешто. И тоа, мислам, за тоа ме фасцинира твоја приказ, но најде да видиме како продолжува. Значи, осеќаш болка во колкот, почнуваш да осеќаш големи болки во колкот. Да. Негде после операцијата на лак, некои 2 години се појавуваат. Значи таму 2013 Не, 16. 14-та направив операцијата на лактот, 16-та се случува прв пат болка во колка. Како изгледа болка во колка? За тие што немаат осетено, а повеќето немаат, например. Па да. Прво беше скроз банално, како што нели све започнува банално. Заради тоа што јас сум многу чудно сеев тогаш и слични работи каде што јас бев убедена дека е само заради Од седењето, позицијата и слично. Но после одредено време веќе сваќаш дека нешто не е во ред, заради тоа што многу се зголемуваат болките, пак доаѓаме до тоа да јас многу работи морам да прекинам да правам исто. Значи, збориме тука, значи 2016 каде што всушност јас и ја оперирам тетивата. Заради тоа што фаќам стафилокока од кортико инекција во една болница, каде што ми аплицира директно, на живо. После тоа Зашто се аплицира таа инекција? Па начелно се аплицира каде што има воспален зглоб. Добро, или воспалени меки ткиви и слично. За да го смири зглобот? Да, кортикот е створено за воспаление, така да многу помага. Во лактот имам едно 3-4 исто. Така некако успеав јас и да функционирам со тие кортикоинекции, иначе само по себе аналгетици не помагаат. Тоа мора директно да се аплицира во зглоб за да имаш некој ефект. Заради тоа што апче не помага во такви воспаленија. И да, доаѓаме до 2016 каде што јас одам во војна болница, мене ми аплицираат кортико, за да доаѓаме до момент дека јас имам воспаление, дека мене тетивата како тетива ми е здрава. Нормално оштетена е малце заради неправилно одење и слично. Но воспалението во бурзата се решава со кортико. Стварно помогна, нема збор за тоа. Но, после одредено период, месец, дена, 2, мене ми се отвори дупче, каде што, со испитувања, свативме дека се работи за инфекција од бактерија стафилокока, предизвикана од самата инекција, која ми ја аплицирала. И со склоп на околности, јас пак се враќам во градска болница, но овој пат на многу поинаков начин. Мене ме оперираа таму на пластична хирургија, многу лесно, многу брзо. Завршуваме со таа приказна за тетивата, ден денес, фала Богу, немам никаков проблем. Али почнуваат проблемите со колкот предизвикани од таа тетива? Да, така е. Тука почнува новото поглавје во мојот живот кој реално беше многу поголем од све останато. Значи почнуваме 2006 со таа
повреда наивна, во тетивата стигаме до 2016 кај што ја оперираш. Да, 10 години после Значи, тоа. после 10 години од нешто толку банално, ти трпиш 10 години болка, Да. агонија, инекции, раце повредуваш и така натаму. Да. А уште сме на почеток. Ајде да видиме, Да. ајде да видиме како почна вистинската агонија. Вистинската агонија, па нели ќе нагласиме 2016 банална болка, мислиш од неправилно седење, после некоја година се појаваат посередни болки, одиш на доктор, правиш рентген, правиш магнетна, се констатира дека се работи за коксартроза, дека доаѓа степен на распаѓање на самата раскавица во колкот, каде што се знае каков е крајниот исход, но бидејќи збориме да јас имам тогаш 22, 3, 4 години, колку и да имав. Каде што сега не е толку лесно сега да некој ти рече ајде да го оперираме и мислам да ставиме целосна протеза. Луѓе ја избегнуваат таа операција. Да, ја избегнуваат, иако јас бев 100% сигурна дека треба да правам и на 24/5. Мислам, јас како човек што нели има претрпено многу болки и знам што е болка, а ова е екстремно, ова не може се спореди со ништо друго, каде што колку повеќе време поминува, толку поголема и посилна и текочи и значи буквално Не функционираш, да. Ти забранува да се движиш едноставно, толку те ограничува. И доаѓа до ситуација да јас морам да со одредени доктори да дознавам дека всушност има една од операциите кои помагаат за колкови, која нормално нема во Македонија, е артроскопија на колк. И во Србија ја прават. Собирам јас средства со донации. Тогаш се наоѓам јас, бидејќи нели све се зима замав, јас сум наболедување и слично. Одам во Србија со донации, ме оперираат. Успешно беше. До тоа да после година дена мене ми се напуни цел колк со вода и морам пак да се враќам. И така почна Колку кошта таква една операција и како течеше, мислам, како се одлучи на процесот на донации? Тука има еден мал непријатен момент кај што тешко е да се одлучиш на донации. Значи прво гледаш да собереш све што имаш. Да. Бараш од фамилија, од роднини, од пријатели, претпоставувам од сите останати, значи и од која ќе пробаш се, кога ќе видиш дека нема веќе друг излез, тогаш човек се одлучува за донации. Колку беше тешко да се одлучиш за донации? Искрено беше малце тешко, но не беше нешто претешко, зрачунајќи дека јас одам со цел да ја бидам подобро. Нормално ти имаш тргнато на страна некои средства, ќе подсобереш, но никогаш не е доволно. Збориме ние за сериозни суми. Артроскопија на колк во Србија особено е 5000 евра. Барем тогаш беше 2019. Каде што ти можеш да се обезбедиш и превоз, и контроли таму и слично. Значи, тоа се си кошта. Така да, јас многу брзо ја собрав донацијата, за еден ден буквално, немаше никаква, ајде речем, проблем со тоа. Така да, пак ја нагласам, има многу луѓе што не те знаат, а сакаат да ти помогнат. Солидарноста во Македонија е момент што изненадува во текот на годините нонстоп, да ти кажам право. И некако луѓето... Единствената добра работа. Значи, луѓето некако веќе знаат, значи дека кога ќе видат дека некој бара донации, иако имаше неколку, ајде да кажеме, измами или нереални барања, многу ретко, значи знаат дека луѓето немаат едноставно друг излез, друг спас, дека ова здравство дека не нуди решение за голем дел од нивните проблеми. И помагаат. На вистина помагаат. Ако ништо друго, таа цела мака и беда креираш едно посолидарно или да кажеме значително солидарно општество тука кај нас во Македонија. Да, јас нема да го заборам моментот кога мене еден дечко ми пиша јас ќе ти ја платам операцијата тогаш и во 2019 за Србија.
Така да стварно тоа е нешто што не можеш да не можеш да го опишеш. А ти не го очекуваш, заради тоа што ти саѓаш дека треба да најдеш 5000 евра во многу брз рок. Јас отидов со сопствени средства таму за да договорам што како, што би можело, како би можело да се направи со операцијата, колку кошта и се, тоа беше се на мој трошок. Но за да дојдеме до толку сериозна операција, сепак треба плюс средства. Каде што нели се навраќаме на тоа да јас од примарното семејство немам апсолутна поддршка. Не само што немаш поддршка, туку имаш една ситуација која што се развива со брат ти паралелно. Да. Истата година кога јас се оперирам, непосредно пред тоа брат ми починува, да. Како починува брат ти? Брат ми го, он фати хепатит Б од игла на онкологија. Он имаше тумор на тестиси. Каде што, нели, мора хемотерапија да се прима, се беше окей, но тој момент кога му дадоа таа хемотерапија, со иглата инфицирана, нечиста и слично, он фаќа хепатит Б, каде што самиот хепатит Б не е ни толку страшен. Он се лечи, он се менаџира, ама мора соодветна терапија и многу брз пристап. А он тоа го немаше. Он имал само одбивност од докторката која го лечела на онкологија, со тоа што со 40 температура он отишол кај неизе, она му рекла оди дома и пи парацетамол. Каде што он вечерта е со жолтица и експресно со брза помош го носат на инфективна. Каде што они таму сваќаат дека црниот дроб му е целиот распаднат. И доаѓаме до ситуација да самите од инфективна докторите велат дека ова се случило заради нечиста инекција. Самите доктори тоа го кажуваат. Но да не забораваме дека збориме за пациент кој примал хемотерапија, кој бил третиран со тумор на тестиси, опериран. Тука треба многу повеќе свесност и грижа за таквите пациенти. Не можеш да речеш на најобичен вирус што се вика или човек кој ќе дојде со 40 температура пи парацетамол, а не па на некој што сериозно му е загрозено здравјето. Без разлика дали иде во нагорна или надолна линија. Ние поразговаравме малце на таа тема пред снимањето и ти ми кажа дека чувствуваш и ти дел од одговорноста и дека си можела да го смениш тоа. Зошто мислиш дека си можела да го смениш? Мислам, како си можела да го смениш тоа според тебе? Па можеби барем јас верувам и цврсто сум убедена дека исходот немаше да биде таков како што беше. Заради тоа што брат ми беше женет, а јас многу навлезена во медицината заради мојата историја, и јас све прелистувам 10 пати. Јас знам да читам што се вика и рентген снимка, и крвна слика, и ги знаме мерните единици, кои се, што се, како се и слично. Тоа едноставно ме научи по дефолт сето она што го имам поминато. И бидејќи јас бев човек што се ангажира кога некој е болен, особено кога се работи за своји, јас се давам, но бидејќи Јас сама си реков, јас уште се сеќавам на тој муавет сама со себе, каде што реков, ајде он има сега сопруга, јас верувам дека ќе се грижи она солидно за него. Без разлика што јас бев тука 24/7, мислам, нели, ние живеевме скоро и блиску и слично. Чи јас и брат ми имавме многу голема поврзаност имавме ние ко деца. И ние до средно да почнеме да одиме во мало мислеа дека сме близнаци, толку бевме блиски. И јас денеска се сеќавам на какви муабети сме правеле без да се видиме и слично, значи толку бевме на телепатија максимално. Но заради тоа што јас мислев дека немам потреба да се мешам, барем не, јас верував дека
работите се во нормална, нели, контрола и слично. Заради тоа што сепак он не е сам. И тоа ми беше очигледно најголемата грешка во живот што сум ја направила, каде што ја цврсто верувам дека кога ќе видиш нечии параметри дека се огромни, особено каде што збориме за црн дроб и тие кои асоцираат на црниот дроб дека нешто има некој проблем, АСТ или АЛТ како и да беа, они не смеат да бидат ни троцифрени, а не па 4-цифрени покачени. Тоа е апсолутен аларм дека телото ти дава знаци и дека црниот дроб не е во ред и дека тука мора да се интервенира. А мислам, ајде сопругат. Јас не можам да замислам како една докторка може да ги види тие параметри и да рече оди дома со 40 температура. Тоа многу ме интересира, значи го испитали тоаш едноставно како е возможно да се направат слепи на такви параметри. Мислам, кој пак прашувам, значи кај е таа одговорност некако ми е во целава приказна, значи одговарали за сите овие работи воопшто некој некогаш? Па како што можеме да видиме во Македонија, никој за ништо не одговара, не па за, ајде речем, лекарски грешки. Ама тоа се лекарски грешки што коштаат животи, тоа не се обични лекарски грешки. Точно така. Например, многу често, особено во странство, лекарската грешка каде што доктор ќе забори некоја си работа во органот на човекот, он плаќа многу. Кај нас не е секојдневно да се случи, нема нешто многу да се интервенира. Тоа го знаеме сите. Заради тоа што медицината стагнира, нема прогрес. Доаѓаме до ситуација да сами се бориме. Ако сум дошла до ситуација јас да ги прегледувам своите снимки, за што збориме тука? Така да, точно така. Мислам, многу е банално, пак ќе нагласам јас. Ајде, јас сум имала проблеми со зглобови, со тетиви, со меки ткива, па и не е нешто многу голема работа. Збориме за пациент кој примал хемотерапија и имал 2 операции на тумор на тестиси. Каде што веќе се испитуваш и дали има и поминато на лимфни јазли. Така да, мислам, моментот кога јас дознав нормално, све направив за да ја спасам ситуацијата. Мислам да го спасам него. Бидејќи кога се работи за вирус, телото пропаѓа. Знам дека во одреден момент си била спремна дори да донираш орган. Апсолутно да. Да, јас на инфективна кога одев за да го видам брат ми, моментот кога ми јавија дека е таму, јас реков доколку треба, дај сега јас одма, јас сум сестра, ќе испитаме се што треба, јас ќе донирам без никаков проблем. Што ти рекол? Немаше начин како тоа да се изведе. Било прекасно веќе? Прекасно било, да. Прекасно било. Заради тоа што, значи, збориме за распон од една недела. Брат ми го примаат во болница понеделник, он во неделата починува. Значи, тоа е екстремно брзо. А претходно он имал температура неколку дена и никој не реагирал. Јас не можам, пак ќе речам, ајде своите, веќе е јасно, но не можам да сватам како некој доктор се нарекува за доктор, во случајов докторка. Многу ми е жал што не го знам името. Многу ми е жал. Заради тоа што се што може да тргнат од папирологија, од документи за него, освен што видов јас крвната слика, све тргна од мене. Само заради тоа што знаеа дека нешто ќе направам. Може би и требаше. Може би и требаше. Да, ама све тргна од мене, јас не знам ни име на докторката. Така ли се штити системот, значи од такви грешки? Мислам, во таа ситуација они знаат дека направиле грешка, не може да не знаат. И она што почнува да се случува во тој момент е криење на документи, тргање на папири и така натаму. Да, во случајот моите блиски ги тргнаа само заради тоа што не сакаа да видам јас за која докторка се работи, бидејќи знаат јас какви истории имам и колку сум се бунтувала за тие работи. А како твоите? Зборам за блиските, бидејќи знаеа дека можев да отидам таму и да направам белја.
Мислам, јас бев спремна на се. Значи ми земале дел од себе си. Толку е, да. Значи ја не размислував. Значи не размислував. Јас за себе си кога мене некој доктор ќе ми рече па јас, значи уз дужно поштовање што се вика, ама извини. Значи ти си во тој период на штаки збориме уште, значи збориме во тој период си после операција, така? Значи ти си исто во Не, збориме за пред да се оперирам во Србија. Ова е месец дена, два, ако не се лажам, пред да се оперирам се случува ова. Добро, значи пак си во болки. Да, во константни, како не. И сега јас правам се тука, во таа недела дена, да јас најдам доктори, ангажирам доктори, да видат на инфективна што можат. Значи, све направив што, па ќе речам, што требаше многу одамна да направам. И тоа мислам дека никош нема да си го простам. Ја мислам дека треба да се опростиш затоа што ја зборуваме, нели, го разговараме случајов што пак ќе ти кажам бара многу храброст. Ова што го правиш денеска воопшто не е лесно ни да се каже, ни да се слушне. И верувам дека треба да си простиш затоа што едноставно сите фактори од самиот почеток на приказнава твоја, значи гледаш дека водат кон катастрофа и дека ти си цело време во една борба со многу поголеми сили. Значи со дисфункционален систем, коруптивен систем, незаинтересирани луѓе, неморални луѓе, неетични луѓе. Општество во кое што животот едноставно не вреди ништо. И нема цена. Не вреди ништо. Значи нешто што треба да е најскапоцено, нешто што треба да го гледаме на пиедестал, тука не вреди ништо. Да. И затоа мислам дека треба малце, знам дека си строга доста према себе, ама се надевам дека со текот на времето ќе успееш и тоа да го поминеш, како што си поминала и многу други работи, но ајде да видиме. Значи ти си во многу лоша состојба кога одиш Да ја направиш операцијата. Да. Тоа е ужасна состојба. Па всушност тука сваќам дека веќе телото ми дава знаци дека всушност и ја не сум окей. Така да затоа се нафаќам на тој чекор да во склоп на околности се случија да дознам јас дека прави доктор во Србија артроскопија, да одиме да видиме, да пробаме и слично. Морам малце да се вратам назад и да нагласам дека да не бев во тој момент со луѓе што стварно ме поддржуваа кога почина брат ми и кога беше операцијата и цел тој процес, бидејќи сепак збориме за многу краток период. Мислам дека стварно веројатно не би седеле сега јас и ти тука. Така да тоа е стварно многу тежок процес пред се за загубата, а и второ дека јас се борам сама со себе, значи јас да бидам подобра. Така да, секоја чест за таквите луѓе. Они дефинитивно треба да го добијат признанието што го заслужуваат, иако мислам дека поголемо признание и поголема благодарност од тоа што си ти жива и здрава денеска, мислам дека нема за нив, за луѓето што стварно те сакаат и што те поддржуваат. Нема поголема фала, како да кажам. Да. Ајде да видиме како тече операцијата. Да, мада јас поголемо фала би рекла да имаме малце по асален здравствен систем, каде што нема да мораме ние индивидуални личности да бркаат луѓе и да читаат лекарски извештаи и слично. Знаеш, обично кога некој човек се учи на грешките, да кажеме, или ајде, и можеби некои системи се учат на грешките, но систем во кој што грешката е смрт и не се поправува, јас сум стварно со многу мала доза на оптимизам дека може да се поправи. Да. Сега ќе почнеме да збориме за двете операции во Србија кои ги имам направено, но морам да нагласам да сега мојот доктор што всушност последната операција ја финишираше совршено, доктор Виктор Камнар, он вика секој човек може да сгреши, но ние докторите немаме простор за грешка. Стварно немаат простор за грешка. Бидејќи тука збориме за срце кое чука и верува во некој во бел мантил. Не збориме за јас и ти. Ова може да се пресними, ова може да се едитира. Не можеш животот да го едитираш.
Особено не каде што некој зависи од тебе. Така да се вратиме на двете операции кои во Србија беа делумно успешни. Артроскопијата помина стварно супер. Ме врати во нормала колку толку. Колку е тоа колку толку? Па една година. Една година ми купи дефинитивно. Солидна. Можеш ли да функционираш, пошто Да. ти си нефункционална до тој момент, нели? Да, можев, да. Нормално не се, но повеќето работи што не можев претходно, можев тогаш да ги правам. Океј. Да, така да можам слободно да кажем дека тоа беше стварно едно од успешните операции. Добро. Колку време ти купи, како истекуваше времето, што почна да осеќаш? Ми купи една година, како што нагласи, заради тоа што 2020 јас веќе ми се деси буквален шатдаун на телото. Ајде што јас имав и болки во колкот и тој се распаѓаше континуирано и коксартрозата си имаше свој замав. Но после смртта на брат ми мислам дека телото стварно ме направи шатдаун. Особено толку тазе, толку све. Тоа беше стварно многу тежок процес и ден денес е. Но тогаш беше стварно тешко. Тогаш јас 2020 буквално се укочив целосно. Мене почна дури самите зглобови да ми се пунат со вода. Јас имав вода во колено, малку вода и во лакт и вода во колк, каде што беше повеќе. Од што се појавува таа вода? Начелно од воспалителен процес, но сега точна дефиниција за тоа немам. Но знам дека се собра. Особено, мислам, вода во колено е народно познато. И тоа многу, мислам, вода воопшто во зглоб лесно се решава. Со инекција, пункција ти прават и се поминува. Но пак доаѓаме до ситуацијата дека пункција на колк во Македонија не постои. Што е жалосно. Јас немам чуено за друг случај како мене да треба пункција на колк да прави, заради XX причини. Но замисли да треба 1, 2, 3. Сите ли ќе идат во Србија? Таму ли идеше во Србија? Да, за пункција на колк да. Колку пати беше во Србија ти воопшто? Многу пати. Мене Србија ми е втор дом и ден денес. Така да тоа е, таму двете операции тие ги правев, бидејќи сепак пункцијата мораше се изведе под анестезија. Така да и тоа беше окей до одреден период каде што веќе се размислуваше сериозно на промена на колк дефинитивно. Како изгледа, мислам, до промена на колк, како доаѓа до промена на колк? Прво, тоа е операција, тоа е масивна операција, што исто е голем издаток на пари, претпоставувам. Колку кошта една таква операција? Па 2019 беше 9000 евра, збориме во приватните болници, сам конкретно во Систина, сега мислам дека е 10 и нешто или 10. Не сум се распрашала, фала Богу. Но тогаш беше 9000 евра. Не беше план да се оперирам јас приватно, заради тоа што мојот доктор он ме водеше во државна болница. Таму ги правевме сите контроли, се што требаше, но пак доаѓаме до трулиот здравствен систем каде што во државна болница, барем во тој момент, јас се надевам дека денеска ги има, немаше материјал за колк. Какви материјали се потребни за колк? Па, зависи, но основен материјал за вештачки колк, особено за постари лице, е титаниум. А кај помлади е препорачливо да биде керамика, заради тоа што керамиката има подолг временски рок, титаниумот има пократок. И затоа титаниумот многу повеќе оставаат кај постари лица, отколку нели кај помлади. Ни едно ни друго тогаш немаше. Може би они чуваат некаде во скриено, ајде да речем, заради некој млад живот, ако нешто му се случи со колкот па еве сега ќе му стават керамика. Но во тој момент они нема материјали за вештачки колк да аплицираат. Или барем не ти кажувале дека имаат или не било за тебе? Немаше, заради тоа што јас нели со докторов цело време бевме во контакт.
Јас дојдов до ситуација да него го чекам 3 сати на клиника, предоперациона сала. Јас знам дека е на операција. Со столче што се вика во сред ходник, јас седев и го чекав. И он само што искочи, отидовме во амбулантата, јас го молев да ме оперира. На било кој начин, јас дојдов до таа ситуација. Се случи да докторот премине во Систина, каде што само што премина, само што можеше да оперира, ме зема, ме оперираше, мислам договоривме за операција, собрав ја донации, пак ќе нагласам екстремно брзо ми јави и за тоа. Една девојка, морам да поздравам, дефинитивно, она рече, уживај, јас ќе ти ја платам цела операција. И тој дел со донациите беше многу краток, многу брзо се прекина, така да еден човек ми ја плати операцијата и јас бескрено ќе бидам благодарна за тоа. Така да цел тој процес е многу болен, но на крај доаѓа до многу добар завршеток. Совршен, да не речем. Како изгледаше самиот ден на операцијата? Затоа што тоа е, значи во твојата глава ти се радуваш на тој момент. Ти го очекуваш тој момент. Тебе ти е надежта дека уствари тој ден е крајот на сите твои проблеми. Да. Крајот на таа, пошто до тој момент, пак да не забораваме, значи ти си до моментот на операцијата. Колку години си веќе во агонија и во тешки болки и во дисфункционална тело на еден или на друг начин? Па ето од 2016 до 2023. Значи 6-7 години тоа го земаме период, не го земаме тоа со раката претпоставувам. Не. Значи тоа е беше загревање. Да, значи тоа е вовед во приказна. Да, и тетивата, да. Значи збориме за колкот, значи ти имаш од 2016 до 2023, што е неодамна, во периодот на снимање на ова видео, значи не е тоа многу одамна, не е античко минато, значи тоа беше пред година и пол. Да. Две. Да не ги запишуваш деновите? Па да. Сигурно. Да. Имам тука тетоважа со денот кога сум оперирана и подпис на докторот. Претпоставувам. Да. Како изгледаше самиот ден на операцијата? Пресмешен. Не, стварно мислам, рачунајќи дека дојдовме до ситуација, бидејќи морам да нагласам, бидејќи јас на доктор Виктор Камнар само му реков, не е битно кај си, само ти да ме оперираш. Бидејќи да не дојдов јас до него, јас ќе се оперирав во Србија. Прво морам да те прашам, значи за тој човек, Виктор Камнар, го спомна името. Да. Некако ми изгледа од целава приказна дека некако се заангажирал малце повеќе од тоа што му е него, да кажеме, обврска или одредено како работа, ме разбираш, како професија. Значи некако ми изгледа дека си има вложено малце повеќе. Можеш ли да ми кажеш за неговиот порив да едноставно да застане за тебе? Па како што нагласив со него, он ме води од државна болница некој неполна година пред да ме оперира во Систина и да се префрли во Систина. Да, он многу се вложи. Мислам, и ден денеска се вложува. Фала Богу, не е толку многу заради тоа што сега сум супер. Само ме кара да внимавам. И иначе за операцијата он даде максимум што можеше, секој атом од себе си го даде. Ајде што него тоа му е специјалност. Он е доктор по колкови или големи зглобови, специјалист, така да тоа што он направи со операцијата е стварно фасцинантно и за мене. Јас верувам дека он и со другите пациенти исто го прави. Но мојот пат со таа операција беше не баре совршен, ако може така да се каже. Заради тоа што кога отидов јас, кога ме зема од соба, негде беше пред 8, да нагласиме дека јас сум среќна тука, се смеам, се зезам со сестрите, со докторите и слично. Ме носат во операциона сала, збориме нешто слично за операцијата или нешто друго.
И доаѓа докторот и нели здраво, се едно после тоа почнува операцијата, каде што јас буквално на анестезиолозите позади им правам проблем у наводници, заради тоа што они ме врзуваат, јас одврзувам за да видам како ме оперира, им викам дај тргнете ми ова превезот пред мене, сакам да гледам. Мислам, јас сум дошла до таков момент да мене ми е сеедно, јас сакам да гледам како некој мене ме оперира, знам што ме чека. Значи, толку бев онака возбудена за крајниот резултат што не можам ни ден денес да си го опишам тоа. И онака, они ме враќаат во прва битна состојба, јас пак се откачувам од тоа што ме врзуваат за раката, бидејќи нели така требало, појма немам сега да не налагам. И мислам, докторот заврши за 45 минути и додека нели ме оперира, јас сум со спинална анестезија целосно. Мислам, долни екстремитети ми се нели На пауза, окочени, да, на пауза буквално. Но има еден момент кој ден денес не можам да си го разберам како можев тоа да го осетам, каде што додека он оперира и моментот кога он го извади тој дел кој мене буквално ми се распаднал. Значи збориме за збориме за операција на вештачки кол, каде што тебе ти сечат коски за да може да аплицираат керамика. Каде што во бутна коска бутаат керамика. И слично. Значи, кога го извади докторот тој дел од моето тело, јас такво ослободување осетив. Иако си под анестезија. Апсолутно. Јас не можам тоа да си го објаснам себе си. Можеш да го осетиш тој момент? Можев. Јас го осетив. И мене ме фасцинираше во тој момент и затоа толку сакав јас да гледам што прави докторот. И не беше мене проблем. Анестезиолозите ми викаат, ама не знам како ќе реагираш. Абе, тргни. Сакам да гледам, како да ти објаснам. Ти дала ли да видиш? Не, за жал. Многу брзо заврши операцијата. Така да, тој момент ми е мене фасциниран. Значи, јас сум ден денес у шок заради тоа што како можам јас да осетам. А да не збориме дека моментот кога заврши докторот, дојде до мене и буквално ми ја стави дланката своја на образ и ми рече готово е, заврши. Тоа буквално значеше готово заврши. Заврши, не заврши само за него завршила операцијата, можда за тебе завршила едно патување од долгогодишна агонија, еден ограничен живот. Еден неживот, ако може да кажам, со мал милион проблеми, кои што би му представувала пречка и проблем во живењето и на многу помалце енергетски, да кажеме, активен човек во однос на што си типа ти си, тоа што викаат жива вода, значи стварно место не те држи, да разбираш, значи не знам како Точно. Не знам како изгледало, стварно не можам ни да си го доловам тоа во мојата глава како и колку било тешко за тебе во тие моменти. Значи болката вака сакам некако да ги издвоам тие две работи. Значи ти имаш толку многу болка осетено од најразлични страни во животот, да навистина тоа што си денеска тука толку позитивна. Значи со таква една радиација од позитивна енергија да е неверојатен факт. Значи навистина неверојатен факт. И вториот факт е што многу ме радува е што постојат такви луѓе како тој доктор. Да, јас може би станав досадна со тоа, ама јас гарантирам и буквално со живот гарантирам дека он и можам да набрам само 5 луѓе доктори во Македонија каде што се стварно светлината на оваа наша медицина, ова наше здравство. Јас не зборам само за доктори во приватната болница или приватниот сектор. Јас зборам и доктори кои се уште се во јавниот здравствена установа. Каде што све даваат, ама буквално се даваат за своите пациенти. И не случајно се истите тие мои многу добри пријатели. Заради тоа што
моето признание за нив стварно вреди. И многу сам ден денеска и пријатели мои и други случајни луѓе што ќе ме запознаат и слично. Мојот збор, да речем, оди кај тој и тој доктор вреди или не оди кај тој и тој доктор. Заради тоа што дали знаат целосно или делумно, Тоа што го знаат. знаат дека мојот збор за нечија препорака вреди. И јас со тоа сум успеала многу во животот. Види, да, проблемот е што се многу малце. Да, Значи, многу се малце А случално. премногу беда, премногу трагедија и премногу повреди има овде кај Да, нас. да. Од мал милион, едноставно животот боли овде. Значи, дали на еден или на друг начин ти ќе стигнеш таму. На еден или на друг. Значи, најздрав да си, како да ти кажам, значи, еве твојов пример е совршен, како да ти кажам, совршен, значи се сопна на топка, ме разбираш? Да, Значи, не е некоја непогода, не е, не знам, војна, не е, не знам, некоја екстремна ситуација, сопна на топка, играјќи со топката, падна и така почна целото ова. Да, буквално. Од банална работа. И ако тој доктор, кога си отишла првиот пат со тетивата, значи, обрнал малце внимание, Да. те пратил на физикална терапија, значи, да не мораш ти да таа болка се развива, да ја трпиш, па да ти патат други делови од телото после тоа, па колкот да почнува ти страда, па 3 операции, 2 операции на колк, па после тоа и на рака и така натаму, значи во тој момент тој човек да бил фокусиран на тоа што го правил, ти би имала комплетно поинаков тек на живот. Значи, мене ми е позната таа теорија дека ти си тоа што си денес поради тоа што го имаш поминато. Но дефинитивно мислам дека не е тоа што си ти денеска. Значи верувам дека многу луѓе се нашли на тој пат и не успеале. Да. И дека не секој е создаден да го издржи тој пат. Не дека не секој, дека повеќето не се. Дека ти си буквално тој юникорн што го вика. Што успел да се, пак кажав, значи да се спротистави на дисфункционално семејство, на општество кое што се распаѓа и на корумпиран и крајно нефункционален здравствен систем. Значи ти си сведокот, ти си тој човек за мене. И затоа ми е многу битно да се слушне твојот глас. Затоа ми е многу битно да се шири твојата енергија и да се шири признанието на докторите кои обрнуваат внимание на своите пациенти. Да. Затоа што ти си случајот во кој што си имала лекарска грешка и докторско невнимание во неговата најрадикална форма и докторска грижа и внимание исто во другата радикална форма, кај што човек навистина што може да направи кога навистина ќе ти се посвети да ти го реши проблемот. Да. И каков е исходот едноставно. Значи ги имаш двата радикални страни на спектрумот, ги имаш осознаено, буквално ги имаш изодено целиот пат и си најрелевантна да збориш едноставно, да го шириш тоа. И ти имаш пројавено желба и јас сакам да додавам на тоа, нели, ако може, на некој начин, дека сакаш да ја споделуваш твојата приказна. Дека имаш тоа се слушне од неа, дека е многу комплетна, значи ги опфаќа стварно најтемните делови во нашето општество и ги опфаќа најсветлите делови од луѓето кои што живеат овдека. Да. За мене си ти тоа, навистина, ја така го замислувам, например, стварно замислувам дека секој од нас треба да се однесува кон животот, едноставно да го сака до бескрај. Апсолутно. И колку и да е предизвикувачки, колку да е тешка. Мислам, потешко,
секогаш има потешко, но твоево е стварно на таа страна на границата, мислам, она таму горе, ме разбираш. Да, Во спектакуларни тешкоти. да, ние непосредно пред нели подкастов зборевме за тоа дека е многу битен мозокот во цела оваа приказна. Каде што ако ти го фокусираш на негативни работи, многу негативни работи ќе ти се случат. И бидејќи мојот мозок и ден денес и претходно бил насочен на тоа да бидам јас едноставно добро, јас сум млад човек каде што сака да ужива во животот. Јас морам да нагласам дека секое мое трчање, секое мое одење на концерт, секое мое било какво движење е секој чекор е благодарност на доктор Виктор Камнар. Заради тоа што морам да нагласам, он не е таков само заради тоа што сум јас и он ја знае делумно или целосно мојата приказна. Он е со сите таков. Он е доктор каде што учел, студирал, работел на тоа да биде достоен за својата титула и своето признание и она што се нарекува доктор. Така да него ништо не го кошта. Зашто да ги кошта другите? Зашто он не може, например, зашто он не одлучи мене да ми каже ајде бе, ништо не ти е. Да, и точно тоа ми беше едно од прашањата, значи може да те откачи како сите останати. Мислам, Значи ние збориме дека јас сум била во државна институција. Значи јас бев во државна болница со него. тоа е И веќе тоа. речеш, јас разбирам. Значи таму се многу тешки условите и за пациентите, и за докторите, сестрите и слично. Знаеме колку све што вреди, колку вложува и самата нели власт и се едно да не навлагаме, колку вложува во здравството. Но пак ќе нагласам и секогаш ќе нагласувам. Има доктори кои исто работа со сите други. Ама не викаат тебе ништо не ти е? Или ајде тебе што ќе ти е физикално, тоа е за стари луѓе. Прво правиш дискриминација. Второ, како можеш да кажеш такво ништо? Мислам, тоа е апсурдно. И сега има некој што тоа го кажува као на шала, а има некој што одлучува малце повеќе да се ангажира. Заради тоа што, мислам, во книгите не пишува нигде да речеш на пациент дека ништо не му е. И сите они знаат дека ние пациентите не одиме случајно таму. И не одиме заради тоа што немаме што да правиме. Особено не јас на 12 години. Или 18-19, кога бев за раката или нешто друго. Значи денеска тебе колку ти функционира Перфектно. перфектно. Значи она што кажуваше дека имало мал период од ајде да кажам синхронизација, значи со останатите дел од телото, но дека после колку месец, два, три, колку време требаше да комплетно се поклопи, да кажем. Ма какви месец, два, три, не се. Јас првиот ден станав, вториот ден одев, првиот ден станав со на дубак или како се вика професионално, вториот ден бев со штаки, две, веќе вечерта, вториот ден ја бев со една штака, ме учеа по скали овие физиотерапевтите во Систина трчаа по мене, бидејќи јас само си ги качував скалите, бидејќи мене тоа ми е природно стање, природна состојба. Така да, беше рехабилитацијата ја направив во Систина, заради тоа што некако се ми се склопи таму и таму и продолжив, без разлика колку почет имам и за Завод за физикална медицина. Така да, се беше нешто некако брзо. Се беше, значи, буквално колку јас не осеќам дека имам страно тело. Да нема рентген, јас нема да знам дека имам страно тело. Толку добро се вклопи, толку добро докторот го наместил, го, не знам, совршено го соши. Јас немам конци, немав конци надворешни, јас имам само една линија. Јас ја викам совршена линија направена. Така да, едноставно професионализмот на докторот и мојот мајндсет и мојата волја за подобро толку добро се склопија што ова ден денес што јас постојам е доказ дека
дека професионализмот и волјата да ти бидеш подобро може да се склопат. А да не збориме дека, нели, како што нагласив, многу брзо рехабилитацијата се случи кај мене. Бидејќи ако читаш по книга или на Google, има процес. 2-3 недели си на 2 штаки, па со една штака си до 3 месеци, па после, нели, порано како било. А и сега, ако прочиташ, тоа е процесот. Јас го читав пред да се оперирам. Нигде не пишува дека за еден ден треба да станеш. Да, нигде не пишува дека постои менче ќе се оперира и утре дента ќе трча. Мислам, тоа беше... Менче, значи, од цела оваа приказна, единствено како последица на твоето тело останува раката. Значи, Да, се уште имаш, да кажеме, мало ограничување да, во комплетна екстензија. Тоа Точно е така, да. единственото. да. Значи, све друго успеа да го вратиш во нормала, да го вратиш во полна функција, да го користиш и денеска си максимално спортски активна со трчање на трки, полмаратони и така натаму. Значи, која истрча првата трка, да кажеме, после операцијата? Мислам, јас само што веќе бев стабилна на две нозе после 2-3 недели или месец дена, да кажеме. Зборам стабилна на трчање за одење, веќе да не правиме муавет, тоа беше уште, нели, прва кога ме пушти од болница. Ја искочив од болница со една штака само заради тоа што така требало. Иначе јас можев и така да си отидам. После 5 километри на Скопски маратон, јас ги истрчав после година дена. Неверојатно. Да, нормално, пак нели не сум фул во кондиција, заради тоа што, нели, имам данок Немаш кондицијата. данок, туку цело тело ти има атрофирано, ти си да. години пасивна си. Да, така да кондицијата и ден денес уште враќам, се борам со тоа, единственото нешто што се борам сега е тоа, но успешно. Така да тогаш истрчав првите 5, сега пред 2-3 месеци во мај, баш на 2 години на мојата операција истрчав 10 километри, и тоа ми беше посебна чест, посебно задоволство. Сега се пријавив на следниот маратон 27 да трчам, така да show must go on. Еден момент, не сакам да испуштам од целото ова, е дека ти почнуваш да пишуваш поезија, дека ти си уствари поетска душа во целава приказна. Па да. Значи некој ќе си рече дека види оваа, знаеш, само на сила, запнува, се бори и така натаму, Тренира, дека тренира вакво, тегови, а уствари ние си имаме работа со уметник тука. Да, уметник пред се. Да. Така да. Морам да признам дека ги читав и ќе оставиме исто линкот во описот од видеото за сите луѓе кои што ќе сакаат да читат поезијата. Значи тоа е неверојатно нешто. Значи се гледа дека доаѓа од изворот, од душа го пишуваш тоа и опишуваш душевната состојба, значи буквално во која што се наоѓаш во моментот. Толку е искрена таа поезија. Јас поет не сум, не знам тоа да го оценам професионално, но познавајќи ја твојата приказна можам да видам дека, значи, ти го пренесуваш моментот. Спомнавме дека тоа е малце Amy Winehouse стил. Значи само, нели, она намерно влегува, ти влегуваш од што мораш, едноставно животот те носи натаму. И ти си навистина воодушевуваш на начинот на кој што се спротивставуваш на животот. Да. Навистина воодушевуваш и што би им препорачала, да кажеме, на луѓето кои што моментално еве првенствено се соочуваат со македонскиот здравствен систем. Значи, сите имаме проблеми во животот, но кога човек ќе дојде таму, кога ќе дојде здравство, значи тоа е буквално гробница. Значи таму здрав човек влегува и се случува лекарска грешка. Што би им препорачала на сите луѓе кои што во блиска иднина или моментално веќе се во контакт со тој систем? Па да не се откажуваат и да не имат малце и резерва во верувањето, особено ако прв пат се соочуваат со некаков проблем и слично. Не зборам да гуглаат на Google и да бараат диагнози, тоа е апсурдно, веќе никој тоа не го прави, но второ мислење е пожелно.
особено кога се работи нели за здравствениот систем во Македонија. Ам, ја мислам дека офативме се. Фала ти за денеска, ти посакувам уште многу трки истрчани. Ти посакувам да успееш да допреш до колку уште е можно поголем број на луѓе. Ја би преферирал тоа да го правиш во живо, значи иако нели денеска имаме и социјални медиуми Да. и луѓе можеш и да напишеш и да постираш и да се Мм. снимаш. Но моја топла препорака е да продолжиш тоа да го правиш во живо, затоа што имаш и човечка енергија голема што ја пренесуваш и многу подобро се аплицира тоа што сакаш да го или тоа што можеш да го пренесеш. Така да ти посакувам многу успех и здравје понатаму. Фала ти што успеа, значи што си храбра да го кажуваш и да го правиш ова и се надевам дека ќе можеме да и во иднина да пренесеме уште инспирација од твојот живот понатаму. Да. Пак ќе речем, фала ти многу за тоа што препозна, Да, инспирација. Тоа беше интересен момент исто, да. Да, мораме да нагласиме дека нешто пред да ми пишеш ти, јас веќе го имав ова реализирано во глава, така да тоа е тој мајндсет кој треба да го насочиш кон само кон убави работи, кон некои цели кои сакаш да ги исполниш во животот, така да мене трчањето секогаш ми било пасија, вежбањето, кревање тегови, трчање на трака и мал милион други работи во теретана што се прават, така да тоа сега го живеам и со полна плуќа и пак ќе нагласам. Се што правам денеска е благодарение само на еден човек. Тоа е Виктор Камнар. Ја би рекол и тука и тебе, некако твојата персона би ја вметнал. Да, ама мојата персона беше и пред таа операција и после и претходно, така да fine touch е добро реализирана операција. Неверојатна приказна, фала ти уште еднаш и тука сме се гледаме. Да, дефинитивно.